Добро вечер, вести на Канал Плюс. На почеток да проследиме дел од главните настрани на денот. Во напорите за приближување на своите услуги до осигурениците и здравствените работници, Фондот за здравствено осигурување ги промовираше новите електронски услуги и отворените денови за граѓаните. Кражба на пчели се случуваат на истокот. Пријавувањето на бројноста за субвенции е причина пчеларите меѓу себе да ги крадат пчелите. Промоција на научни трудови и документарни филмови, но и промоција на четворица доктори на науки во денешната програма за славење на патрониот ден на Универзитетот Гоце Делчев. Промоција на научни трудови и документарни филмови, промоција на четворица доктори на науки и стручни предавања. Ова е дел од денешната програма за славење на патрониот празник на Универзитетот Гоце Делчев. Централната прослава е утре, со свечена седница на ректоратот и со промоција на почесни професори. Денес по повод 8-годишниот празник на Универзитетот Гоце Делчев беше промовиран 6-тиот поред каталог на изданија. Секоја година традиционално на патрониот ден се промовираат изданијата кои што биле публикувани во претходната година, во временски период од еден до друг патронет празник. Денеска го промовираме 6-тиот подред каталог на изданија, кој што е најбогат досега, најобемен досега, содржи 199, значи околу 200 публикации, представени на околу 100 страници. Тоа се публикации кои што се објавени во електронската библиотека на Универзитет Гоце Делчев, меѓутоа и изданија кои што се печатат, а тоа се универзитетските изданија, Универзитетски гласник, Универзитетски билтен и Универзитетски вестник. За 8 години ова е 6-ти поред каталог на изданија кој што го публикува Универзитет Гоце Делчев. Денес беше и промовиран Фондот за науки на Универзитетот Гоце Делчев за 2015 година. Пред 3 години се формира Фондот за наука на Универзитетот со едно основно тежнение да нашите истражувачи, нашите професори добијат доволна количина на средства да можат да истражуваат, да можат да произведуваат знаење и да можат да пренесуваат знаење. Значи, она темелно право што универзитетот како таков му го пружа на секој наш поединец, неприкосновено негово право. Реков пред 3 години скромно со одреден број на проекти, во тој момент денеска значајна активност на универзитетот со 56 акцијни проекти со фонд што моментално тежи 400.000 евра. Со цел подобрување на квалитетот на студиската програма, како и збогатување на знаењето на студентите, професор доктор Саша Митрев, ректор на Универзитетот Гоце Делчев, има подпишано договор со Хрватското свеучилиште од Сплит. Ja sam autor, pored ostaloga, i dviju knjiga koje su ovde prevedene. To je pedagogija, teorija osposobljavanja, to je jedan novi pravac u pedagogiji. И друга е книга методологија научна. Јас сум автор на 2 книги кои се овде преведени. Тоа е педагогија на теорија на способноста и книгата Методологија на научно истражување. Почитуваната професорка госпоѓата Емилија Петрова и професорката Снежана Јованова пред 5 години во Скопје на смотра на школски книги од Хрватска ги видоа моите книги, ги купија, ги прочитаа и одлучија да се преведат. Тоа јас со задоволство го прифатив и така започна нашата соработка со Факултетот за образовни науки. Naravno, pitali su me da li da, ja sam to sa zadovoljstvom prihvatio i tako je počela naša suradnja sa Fakultetom na obrazovните науки. Универзитетот Гоце Делчев во ранг листата за присутност на веб се наоѓа на второто високо место. Од македонските универзитети пред УГД е само Универзитетот Свети Кирил и Методи. Нова рангирање учествувале 25.000 светски универзитети. Традиционално со свечена програма Универзитетот Гоце Делчев го одбележува својот патронен празник 27 март. Во рамки на свеченостите за одбележување на 8-годишнината од работата на универзитетот, денес своја свечена промоција има и четворица доктори на науки на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Ми представува особена чест и задоволство, но и пријатна должност во деновите на одбележување на патрониот празник на универзитетот и 8 години од основањето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип.
Според академската традиција воспоставена на нашиот универзитет и согласно Законот за високо образование и статутот на универзитетот, денеска да ги промовирам новите доктори на науки. Асистент доктор Емилија Костадиновска, асистент доктор Ѓорги Димов, асистент доктор Благица Донева и асистент доктор Наталија Маркова Руждик, кои од минатиот патронен празник успеа да се стекнат со титулата доктор на науки. Од УГД најавуваат дека во сабота во мултимедијалниот центар ќе им бидат доделени дипломите на дипломирани студенти од прв и втор циклус студии, а во рамките на програмата за одбележување на патрониот празник на УГД е вклучена и промотивната проекција на кратки филмови од студентите на Филмската академија. Сепак, централниот настан ќе се случува утре, со свечена седница на Универзитетскиот сенат, на која ќе се обратат ректорот на УГД професор доктор Саша Митрев и председателот на Македонската академија на науките и уметностите професор доктор Владо Камбовски. Одбележувањето на патрониот празник започна во средата, со доделување на признанијата од спортските игри кои се организираа. УГД и официјално влегува во 9-та година од своето постоење. Во напорите за приближување на своите услуги на осигурениците и здравствените работници, Фондот за здравствено осигурување денес го промовираше новиот вид на електронски услуги за заверка на ортопедски помагала за стоматолозите. Од денес, подрачната служба на Фонд за здравство Штип секој четврток има отворен ден за граѓаните. Фондот за здравство подрачна единица во Штип организираше еднодневна работилница за ортодонтите и протетичарите од Источна Македонија. Преку оваа интерактивна работилница, специјалистите ортодонти беа запознати со новините кои ги нуди електронскиот начин на работа во делот на издавањето и вградувањето на импланти. Самите специјалисти ортодонти и протетичари ќе ги заверуваат со самиот пристап на веб порталот на Фондот за здравство. Тоа фактички е една доста голема предност за целата работа и поедноставување на целата работа на што врши фондот. Од една страна, од друга страна, поедноставување и поедноставување на работата на самите специјалисти, протетичари и ортодонти. Покрај ова, почнувајќи од денес, фондот започнува со организирање на отворени денови, на кои корисниците ќе можат да добијат совети и одговори на многу прашања и дилеми поврзани со здравственото осигурување. Тоа значи дека секој четврток од 12 часот до 14 часот може да дојдат во просториите на Фондот за здравство подрачна служба Штип и да прашаат за сите нивни проблеми во врска со здравственото осигурување. Отворените денови ќе се организираат секој четврток од 12 до 14 часот во просториите на фондот до крајот на годината. Општина Штип објави оглас за прибирање понуди за користење локација и за право за поставување на урбана опрема со почетна цена 1 евро за метар квадратен. Општина Штип објави и оглас за прибирање понуди за користење и стопанисување со јавен простор за паркирање кој се наоѓа на кеј Маршал Тито кај трговскиот центар. Општина Штип денес објави два огласа. Првиот е за прибирање на понуди за користење локации и добивање на право за постување на урбана опрема. Почетната цена за добивање на право на постување е 1 евро за метар квадратен, а сите заинтересирани субјекти треба да достават писмена понуда најдосна до 30 март понеделник до 11 часот во архивата на општината или по пошта. Во понудата заинтересираните субјекти е задолжително да наведат за која локација дават понудата, а јавното отворање ќе биде на 30 март понеделник во 11 часот. Вториот оглас се однесува на понуди за стопанисување со јавен простор за паркирање. Тој простор се наоѓа на кеј Маршал Тито број 37, значи кај трговскиот центар. Има површина од 343 метри квадратни. Почетната цена за јавното надавање е 60 денари за метар квадратен месечно. Понудите да се достават до архивата на општината најдосна до 31 март вторник до 11 часот, кога е закажано и отворање на понудите. Условите од двата огласа, списокот на локации за постување на урбаната опрема може да се симне од целиот оглас кој е поставен на веб страницата на општина Штип и на Facebook профилот. Лидерот на СДСМ Зоран Заев денес ја објави 14-та бомба со која рече дека објавува пред јавноста еден од најголемите финансиски корупцијски скандали. Без тендер, тврди Заев, со одлука на собранието, премиерот Никола Груевски договарал финансиски проект вреден илјадници евра за изградба на автопатот Миладиновци Штип и Кичево Охрид.
Откако веќе ја договорила изградбата на едниот автопат со истата фирма за 270 милиони евра, пари кои се кредити треба да ги враќа нашиот народ, Груевски влегува во акција за да го договори автопатот Кичево-Охрид. Иако проценката е 270 милиони евра, сепак по налог и директива на Груевски, Јанакиевски, Пешевски и Божиновски се договараат за изградба во вредност од 373 милиони евра, односно 103 милиони евра повеќе од проценката на Агенцијата за патишта на Република Македонија. Но тоа не е се. Груевски договара повторно да биде избрана истата фирма на ист начин и под исти услови. Условите се провизија од двата автопата, вкупно повеќе од 25 милиони евра, вели Заев. На почетокот на пресконференцијата, Заев објави прислушкувани разговори во кои се слуша како премиерот Никола Груевски наводно мести тендер за директорот на РЕК Битола, Владо Чинговски, за ископ на јаглен. Делчево подготвува хуманитарен концерт за помош на 4-членото семејство на Киевиот село Вирче Делчевско. Концертот ќе се одржи утре во салата на Основното општинско училиште Ванчо Прке, со почеток во 19 часот. Настанот го подготви младинската организација на Црвениот крст во Делчево. Хуманитарен концерт за помош на 4-членото социјално семејство на Киевиот село Вирче Делчевско. Утре со почеток во 19 часот ќе се одржи во салата на Основното општинско училиште Ванчо Прке Делчево. Концертот е во организација на младите волонтери на ПХВ проектот при Општинската организација на Црвен крст Делчево. Ние сме група млади лица од ПХВ програмата при Црвен крст од Делчево и организираме хуманитарен концерт за помош на социјално загрозеното 4-члено семејство од село Вирче Делчевско. Својо учество на концертот ќе земат двете културно-уметнички друштва од Делчево, ќе се емитува кратка драма и ќе има многу музика и забава. Картата за влез ќе се плаќа по символична цена од 30 денари. За таа цел младите волонтери ги повикуваат сите хумани граѓани да земат свое учество. Во рамките на проектните активности од ПХВ, младите исто така овој викенд, во саботата и неделата, ќе реализираат и собирни акции во прибирање на стара облека и храна. Во склоп на проектните активности ќе биде поставен и штанд за собирање на мебел и облека пред зградата во која е лоциран Црвениот крст од Делчево, на која ќе се собира мебел, облека и слично, и апелираме до сите оние кои во своите домови имаат вишок на веќе спомнатото да го донесат и да го донираат, со тоа да ги насмеат лицата на семејството на Киевиот село Вирче. Собраните средства ќе бидат донирани на семејства од ранливата категорија. Кражба на пчели во Виничко. На удар се пчеларниците лоцирани во близина на брегалница на магистралниот пат Истибања Македонска Каменица. Кражбите во овој период се поврзани со пријавувањето на бројноста на пчелните семејства заради субвенции. Алармот е вклучен. Кражба на пчели од 2 пчеларници во Виничко, а веќе има пријави за кражби во Пехчевско и Струмичко. Кражбата се случи во период март, првата половина на месец март. Така? За сега се уште не разјаснати околности и од непронајдени сторители. Имате украдено колку пчелни семејства? До сега, за сега ми е едно, се надам дека повеќе нема да се повтори. Така, стравувате ли дека ќе има повторно кражба, бидејќи сте овде во непосредна близина на магистрален пат? Секако, бидејќи пчелите се најдуваат во непосредна близина на магистрален пат Кочани Делчево. Мислам дека сторителите или сторителите имат услови да го повторат делото. Пред 10 на дена во саботата 2 пчели ми се однесени, дадам бат 12 рамкови с кошници. Кај мене е прва кражба во последните, откако сум пчелар, значи ова е прва кражба. Кражбите во овој период не се случајни. Калкулирана е подршката за субвенции, бидејќи пријавувањето за 2015 допрва започнува. Како и секоја година и ова кражбите не се нешто, да речеме, исклучок. Цената на медот најверојатно ќе расте, меѓутоа моје лично мислење е дека за сега треба да биде таа цена, бидејќи сепак сме субвенционирано, имаме производство, оваа година
добивме исто така на време, мислам, субвенции од државата, но според мене кражбите се повеќе од аспект на задобивање на субвенции за да се надокнади бројот на изгубени пчелни семејства кај најверојатно дотичниот пчелар. Според мене тоа за мене не е пчелар, бидејќи секогаш треба да настојуваме своето да го имаме, а не да се задоволуваме со туги труд. Кражбите се уште не се пријавени во полиција, но пчеларите се убедени дека со заедничка акција лесно ќе го најдат натрапникот кој најверојатно кружи низ овој дел од истокот и со крадени пчели го комбинира својот пчеларник. Ланската година немаше пријави за кражби, но годинава високите цени на медот и потрошувачката, како и навремената исплата на субвенциите, се добра мотивација за зголемување на бројката на пчелни семејства. Во Виничко, пчеларството е во подем, официјално пријавени се преку 100 пчелари, а на теренот се пребројуваат околу 4000 кошници. Градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев, оствари средба со жителите на Чардаклија. Беа посочени целните проблеми и проекти на кои општината ќе се насочи за нивно остварување во предстојниот период. Градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев, ја продолжува својата мисија за средба со граѓаните, опфаќајќи ги сите урбани заедници и приградски населби. Првиот човек на општина Штип оствари средба со жителите на населбата Чардаклија, каде ја слушна нивната иницијатива за целни проблеми и потреби, но најави веќе конкретни проекти на кои ќе се насочи општината. Значи вечера сме во нашата урбана заедница Чардаклија. Тоа е влезот на нашиот град од правецот на Источна Македонија. Ќе разговараме со жителите на урбана населба што е тоа што ќе го правиме во 2015 година. Секој сакаме на лице место да слушнеме од нив кои се нивните приоритети и што е тоа што тие мислат дека треба да направиме. Ќе разговараме за другите проекти кои ги направиме значи во близина на селбата и во градот. Верувам дека ќе има конструктивни дискусии и лично мислам дека кога одиме на терен, најреално ги согледуваме состојбите. Така да она што самите жители ќе го презентираат и тоа што ќе го побараат, мислам дека е многу автентично. И досега да речеме остваривме некаде околу 30 средби урбани заедници, впечатокот дека луѓето се многу позитивни од тоа што е направено, имаат добри предлози, дел од тие предлози се остварливи и верувам дека ќе ги реализираме. Водоводот е приоритет и асфалтирање на улиците и гробиштата секако, затоа што гробни места веќе немаат во старите гробишта, значи мора да се најде нова парцела. Тука сме веќе во фаза на наоѓање на простор, асфалтирањето на улиците ќе започне наскоро и евентуално да речеме тротарски решенија, мислам дека тоа се проблемите и здрава вода за пиење заедно со населбата Балканска и населбата Македонка. Со ова градоначалникот Захариев уште еднаш покажа дека од големо значење е граѓанската иницијатива која ќе адресира работата на општината. Ваквите средби со граѓаните ќе продолжат и во предстојниот период. Полициска станица Кратово поднесе кривична пријава против едно лице од Пробиштип и двајца од Кратово за сторено кривично дело против правно лишување од слобода. Минатиот месец пријавените дошле во Штип, при што во возилото качиле 26 годишен штипјанец со намера да заминат во Кочани. Наместо во Кочани, штипјанецот бил однесен во теретана во Кратово и противправно го држеле од 16 до 22 часот, присилувајќи го да гледа снимки од безбедносна камера за извршена тешка кражба во трговски дуќан, за која киднаперите сметале дека извршило лицето кое противправно го лишиле од слобода. И без Powerlifting Федерација, Македонија покажа дека во балкански рамки има челична репрезентација во бодибилдинг. Од 8 срушени балкански рекорди, бодибилдерот Бошко Стаменковски, инаку представник од македонска каменица, на неодамно одржаното балканско првенство кое се одржа во Књажеваc, Србија, сам сруши 4 рекорди, со што го освои првото место во конкуренција под 75 кг за учесници над 40 години. Мојата категорија беше 120 кг балканскиот рекорд. Јас пријавив прво од 125 кг, значи автоматски оборување на балкански рекорд и имам 3 покушаја. Со секој покушај јас го прткав секој балкански рекорд, значи може
кога прткаш балкански рекорд, имаш уште еден обид да прткнеш балкански рекорд. Значи, сами од себе си ја поставив линијата до 135 кг. Значи, балкански рекордер со 135 кг на мен со 75 кг тежина. Ако се има предвид фактот дека на Балканскиот шампионат во Књажевац учествуваа над 150 надпреварувачи од речиси сите балкански земји, овој успех и тоа како му дава поттик на шампионот од македонска каменица да се надева на рушење на европскиот рекорд, кој за да го достигне ќе мора да подигне тежина од 157,5 кг на европското првенство кое летово ќе се одржи во Истбурн, Англија. Ќе се спремам, ќе покушам да го скинам европскиот рекорд. Али колку изнесува тој? 157,5 кг. Значи, ако оваа година не ми успее, наредна година сам во нова категорија, значи Мастер 2, над 45 години, значи ќе биде нормата пониска. Ако задржи истата јачина, автоматски со оваа јачина ќе биде европски шампион. Доколку успее да биде меѓу најдобрите тројца во Европа, Бошко Стаменковски се стекнува со право да учествува и на светскиот шампионат, кој пак е предвиден да се одржи во Лас Вегас, Соединетите Американски држави. Инаку Бошко Стаменковски е еден од ретките кои на подоцнежна возраст започнаа да се занимаваат со бодибилдинг. Тој со помош на своите најблиски и вербата во себе, за кратко време успеа да ја почувствува сласта на победата и да стане шампион во својата категорија. Денес во Основното општинско училиште Димитар Влахов се одржаа завршните општински надпревари во одбојка во женска конкуренција. Во овие надпревари учествуваа Основното училиште Ванчо Преке, училиштето Славејко Арстов, Основното училиште Гоце Делчев, Тоша Арстов, како и Основното училиште Димитар Влахов. Значи победникот ќе настапи понатаму на зонските надпревари кои што се одржуваат во Струмичкиот регион, каде што ќе настапат екипите на Струмица, Радовиш, Штип и Валандово. Инаку во сабота не очекува исто од Сојузот за училишен спорт, не очекува надпревар во скијање на падините на планината Пониква, каде што се одржува Осоговскиот велеслалом, каде што од Штип ќе земат учество 14 скијачи. На овие надпревари првиот меч се одвиваше меѓу екипата на училиштето Ванчо Преки и екипата на училиштето Славејко Арстов, кој заврши со резултат 2:1 во полза на Славејко Арстов. Вториот надпревар се одвиваше меѓу училиштето Гоце Делчев и Тоша Арстов, кој заврши со победа на екипата на училиштето Гоце Делчев со резултат 2:0. Третиот надпревар меѓу екипата на Славејко Арстов и Димитар Влахов заврши со резултат 2:0. Финалната средба меѓу екипата Димитар Влахов и Гоце Делчев беше пресудна за победа со резултат 2:0 и заминување на екипата на Димитар Влахов на регионални надпревари. Домакинот на возвратниот надпревар со Драгон од Скопје на 2 дена пред одлучувачкиот дуел ги презема сите мерки и активности за надпреварот на сезоната да протече во најдобар ред и при тоа да се оствари целта. Токму значењето на средбата е причина за денешната пресконференција на ЖФК Кочани, на која новинарите беа информирани за подготовките за дуелот, состојбата со екипата и очекувањата во насока да се надигра и победи противникот со гол разлика поголема од 2 гола. Фудбалот треба да се добие на зелениот терен. Секој пат и на девојчињата е укажувано и дека треба да ги одриграат 90 минути онака како што треба, како што е зацрталува стручниот штаб на чело со Оливер Јовановски. За судењето не би сакал да коментирам, ние секој пат без разлика на секоја екипа има право да бара суди да не се од местото на живењето. Лани ни се случуваше кога игравме утакмиците и со Струмица и со Ризари, значи имавме суди кои ни доваѓаа надвор од Кочани, значи од Штип, од Струмица, од Велес и од Велес на последната утакмица и се надевам дека ќе од судат онака како што треба. И они се свесни за нивната доверба доколку се тие суди исполнати и на нив ќе биде еден предизвик затоа што ќе судат на една дерби утакмица. Ке имаме доста гости најавено, можда и приметивте во кометот, во изјавите, значи во делот која познават женската игра, женскиот фудбал на Македонија. Сите кола се одложени
место да ги играат во сабота, ќе ги играат во недела, се со единствена цел да дојдат да гледат оваа утакмица која ќе одлучи првак на Македонија. Напорите на раководството за големото дерби да се доведат 2 заселувања од Нигерија поради административни проблеми, барем засега завршија неуспешно. Иако се уште постојат реални шанси за понатамошниот дел од правенството да се доведе една црномуреста репрезентативка на оваа афричка земја. Се подготвуваме полека, почна да се комплетира тимот, бидејќи сите со своји обврски, нели, меѓутоа веќе сме пред комплетирање. Добро, не сме прв пат во оваква иста ситуација, значи ако се навратиме наназад и минатата сезона бевме во, ако не слична и иста, значи ситуација со изгубени 3 бода на гостински терен, меѓутоа сега конкурентот ни доаѓа тука на домашен терен и мислам дека ќе би требало да искористиме таа предност и се надеваме дека значи крајот ќе биде исто како минатата сезона. Знаете, иако е пораз од минатогодишниот надпревар таму на гостински терен, сепак мислам дека не е некоја си голема разлика, што не е недостижна, бидејќи 2 гола во гости мислам дека ќе се исплатат. Вообичаено за наши фудбалерски прилики, големо внимание пред надпреварот им се посветува на судиите, кои во вакви ситуации знаат да одиграат важна, а понекогаш и пресудна улога. Меѓутоа, тренерите на Кочанскиот клуб веруваат дека имаат поквалитетна екипа од скопјанки и дека на зелениот терен ќе ги покажат сопствените вредности. Се игра, можеме да кажеме, решавачкиот надпревар за титулата за првак на Македонија за надпреварската 2014-2015 година. Нашиот клуб е подготвен. Се надеваме дека ќе прикажеме игра која што ќе ги задоволи пред се нашите апетити, ќе остане во сеќавање на публиката и ќе извојуваме победа, со која што победа женскиот фудбалски клуб Кочани повторно и оваа година ќе биде шампион на Македонија. Сите 18 фудбалерки се спремни, немаме повредени играчи, сите се максимално мотивирани и сме во исчекување на надпреварот во сабота против екипата на Драгон. Пак ќе кажам, значи спремни, подготвени и мотивирани ќе влеземе во овој надпревар, да успееме да го решиме и да го свртиме во наша корист, со што сите заедно ќе се радуваме на нова шампионска титула. Пораката и оваа пресконференција е дека во сабота во 12 часот сите кои го сакаат фудбалот и го посакуваат успехот да бидат на трибините на стадионот Никола Мантов, бидејќи ќе имаат можност да проследат квалитетен, возбудлив и до крај неизвестен надпревар, на кој сигурно ќе падне одлуката за новиот шампион на Македонија. Овде е крајот на дневникот на Канал Плюс. Во продолжение проследете какво време не очекува во следните денови. Ви посакуваме пријатна вечер.